Стадион. Емисија за вашата вистина. И вие сте вклучен активно во Стопанската комора, инаку сте прв човек на Костал Македонија. Тоа е странска инвестиција во Охрид. Оваа година требаше 30 милиони евра да вложите, така? Така, но она што се случува во автомобилската индустрија од почетокот на пандемијата на вистина креира едно драстично успорување во глобалните ланци на добавувачи, на сите оние компоненти кои им се потребни, така да од таа гледна точка падот во индустријата, посебно од јули оваа година во Европа е драстичен, така да и инвестирањето, но и проширувањето и она што значеше плановите за реализација и за извоз на оваа година, не само кај нас, туку кај сите странски компании од автомобилскиот сектор, но и компаниите во Европа се драстично намалени и адаптирани на сите овие случувања кои, нажалост, ќе обстојат дури некаде до средината или втората половина на идната година. Мислам да ве прашам веднаш, нели беше поупатно вие да станете дел од Сојузот на стопански комори, а не од Стопанската комора? И еве, ако оваа комора е наследник на комунистичка некоја институција и организација, вие како представник на странски инвеститор не ви пречи тоа? Не, воопшто не сметам. Што бара странска инвестиција во Стопанската комора? Дали така полесно ги остаруваат интересите, нели имате вие директна комуникација со владата и со другите институции? Ние имаме директна комуникација, но ние во рамките на Советот на странски инвеститори, кој е дел од Стопанската комора, креиравме асоциација на странски производствени компании со технолошко напредно производство. Тука влегуваат сите оние Greenfield и Brownfield инвестиции кои се дојдени во Македонија од 2007 до денес. Значи, зборуваме за 30 компании со над 30.000 вработени. И сите оние наши барања, тоа не се само барања на странските компании, тоа се барања за подобрување на бизнес климата, условите за работа. Без разлика тоа дали тоа значи хармонизација и согласување на тарифните стапки, дали тоа значи на кој начин регионално ќе се распределува државната помош, ќе има можност за тренинг и обука на вработени, усогласување на сметководствените стандарди во државава со глобалните сметководствени стандарди, бидејќи некои компании мора паралелно двојно сметководство да водат. Или пак она што значи дефинирање на што значи оправдан инвестициски трошок за сите даватели на државна помош, на исти начин тоа да го третираат, што значи подобрување на законот за работни односи, вработување на странци, дозволи за работа, сите овие активности кои се во интерес на сите компании во државата, не само на компаниите со странски капитал, ние преку овие асоциации и совети кои ги имаме во комората сме во директна квартална комуникација со владата и на тој начин бараме да се подобрат условите, соодветно. Ова е прашав затоа што имаше постојано забелешки дека домашните компании, домашните инвеститори не се во рамноправна иста положба со странските инвеститори. Тоа беше многу актуелна дебата изминатите неколку години. Па заради тоа, дали ве гледаат попреку домашните членки на Стопанската комора која сте на состанок таму? Не мислам дека воопшто не гледаат попреку, туку сметаат дека заедно и домашните и странските компании на овој начин полесно може да стигнат до давање на совети и идеи, посебно земајќи во обзир што странските компании, голем дел од нив се мултинационални компании кои работат во 20 на некои од нив под 30-40 земји и можат меѓународни искуства како нешто е регулирано во други држави да донесат во Македонија, да допринесат кон подобрувањето. А околу она за различните услови. Во технолошко-индустријските развојни зони секогаш постоje услови како и на кој начин можат домашни компании таму да инвестираат. И до ден денес се уште имаме само една домашна компанија, реално домашна компанија со домашен капитал, која инвестирала таму, и тоа е компанијата Хайтек во Скопје, каде што собственик е Саво Станковиќ. Но потоа со законот за финансиска подршка се креира услови и за кои се претежно апликативни за надвор од зоните,
каде што сите компании на еднаков начин имаат можност да добијат помош. Но предходно најголем дел од активностите беа кон привлекување на странски компании, затоа таму беше фокусот. Сега сте активно вклучени во Стопанската комора. Образованието е фокусот, обуката на менаџерите. Тука можете сигурно многу да помогнете и од вашето искуство и знаењето кое што низ образованието сте го стекнале на запад, така да се изразам. Имате проблем со кадровската политика, односно со обезбедување на соодветни кадри, со вештините на тие кадри што ги примате на работа. Дали ве комуницираат, дали се советуваат со вас, представници на средното образование, на високото образование, машинскиот факултет, електрофакултетот, информатичкиот факултет и така? Да, ние како компанија сме активно вклучени во процесот на дуално образование. Оваа година ќе биде 4-та година каде што во средното машинско училиште во Охрид имаме две различни занимања за мехатроничари, за ЦНЦ оператори кои одат низ обука. Ги стипендирате вие? Не, тоа е ние плаќаме кога тие доаѓаат на пракса и праксата се формализира зависно од првата година, тоа е нормално платено од наша страна според она што беа условите кои ги договоривме. Летната пракса по завршување на 4-та година доаѓаат кај нас и веќе можам да кажам дека дел од тие завршени средношколци со вакво техничко образование ги примивме веќе на работа и целта е тоа да го направиме и во иднина. Со факултетите, посебно техничките факултети. Јас сум член на Советот за акредитација на Машинскиот факултет, каде што директно дадовме коментари и сугестии на кој начин и како да се адаптира курикулумот според потребите на компаниите, бидејќи без разлика дали е тоа машински, дали е тоа електрофакултет, дали е тоа финки, голем број од технологиите во странство мора да се адаптираат и во нашиот едукативен процес, бидејќи ние како компании се бориме во светот со другите најпознати компании од нашите бранши, за да можеме да произведуваме автомобилски компоненти, дали е тоа Porsche, Tesla, Mercedes или BMW, мораме да ги следиме сите оние најнови технологии. Заради тоа и нашето образование треба многу брзо и многу динамично да се приспособи и прилагоди на овие барања. Прашање што и на другите го поставив околу имиджот, рейтингот и така можеме да кажеме на бизнисмените. Дали е променето, дали сега поинаку размислуваат барем младите генерации или се уште надвладеува оној впечаток за бизнисмен, златен ланец, раскопчена кошула, голем джип и пура веднаш штом ќе ги заработи првите 100.000 евра? Не знам за тој дел да ви кажам, но можеби некој ќе коментира дека некој дел од општо Источна Европа, различни делови од Источна Европа, тоа било за некого во некое минато време персонификација на бизнисмен. Но треба да сватиме во денешно време, во пазарна економија, она што на англиски се вика profit is not a dirty word, што значи дека не треба да се срамиме, нити е лошо да постои профит во бизнисот. Само така може да се движи напред и компанијата, но нормално со движење на компанијата. Тоа значи движење на сите кои се дел од таа компанија. Она што јас сметам дека е многу важно да креираме полека, но сигурно професионален менеджмент во државата. Бидејќи има многу компании кои се предприемачки, каде што има собственост на поединец, на некоја фамилија, но имаме и компании кои котираат на берза, но има и компании кои се дел од глобални мултинационални компании. И тој вид на професионализам и професионални менаџери, како тие ги движат компаниите напред и како тие креираат благосостојба и за компанијата и за вработените, тоа треба да биде стремежот и за младите луѓе, бидејќи треба да гледат тука перспективата и можноста. И за крај само, иде нова година, оваа година во Македонија 4,1% ќе биде растот некаде во рамките на проекциите. Проекција според сите сознанија интернационално, регионално, национално што ги има мизо, како ќе изгледа? Идната година, според тоа што ги гледам последните проекции и од
нашите институции, но и од меѓународните финансиски институции е некаде растот околу 4%. Мислам дека многу од тоа ќе зависи од два фактори. Прво, што и докаде ќе се случува со здравствената криза, на кој начин Омикрон или некој друг иден сој во првите два квартали идната година ќе влијае кон европската економија, бидејќи сепак ние зависиме најмногу од нивната побарувачка, но истовремено од подобрувањето на глобалните синџили на добавување. Ќе има подобрување и раст идната година, но треба сите заедно и активно да работиме, да успееме дури и повеќе од тоа, бидејќи ако гледаме некои земји во регионот, не треба Србија да ни биде репер за се, но Србија лани се справи подобро со кризата од голем број други земји на Балканот, а оваа година планираат раст дури околу 7%. Така да, ако сме биле заедно во иста држава, да се надорзам на почетокот на дискусијата во емисијава, зошто да не можеме да постигнеме сличен успех како соседите. Така да се надевам дека идната година ќе биде многу подобра, поуспешна и по-преспретна година од оваа. Мизо, ви благодарам и за азески. Имате добро мисле за тоа што мора да имате од Охрите или... Да, од Охрите, но имаме многу добра соработка и начинот на кој пред околу 3-3,5 години разговаравме како овие странски компании да најдат свое капче и свое соодветно место во рамките на комората и како успеавме не само да го добиеме тоа, но и да го валоризираме она што значеше од негова страна верба во нас, и сметам дека сите заедно, без разлика дали сме домашни или странски компании, сите сме локални македонски бизнис субјекти, така да со неговото лидерство и конекции и мудрост, би рекол, тоа е позитивно за сите нас. Благодарам, Виктор Мизо, Костел, Македонија. Стадион. Емисија за вашата вистина.